По повод Светскиот ден на детските театри 20 март, нашата екипа имаше за чест да присуствува на една од пробите на актуелната представа за деца. Пролетната приказна Шумскиот суд реши дека Лиска сгреши, во режија на Трајко Јордановски. Станува збор за една комична приказна која ја засмева дури и повозрасната публика. Предизвикот за актерите бил огромен, бидејќи актерската екипа е сочинета од членови на оперскиот ансамбл при Македонската опера и балет. Во представата, солистката Билјана Баевска е Лиска. Што е тоа што погреши Лиска? Веројатно тоа што не му дозволи на Зајко да се нахрани во шумата, во ладната зимска шума, бидејќи тој е гладен, а таа направи снешко, му стави нос морков, а тој го украде бидејќи беше гладен. И Лиска се налути. Какво значење има за вас оваа пролетна приказна, оваа представа? Па интересно искуство имаме и веројатно и големо е значењето за најмладата публика пред се, но секако и како актери за нас, затоа што едно поинакво искуство од сето она што до сега сме го работеле. Какво е чувството пред секоја представа? Па интересно и возбудливо. Сепак за деца работиме, тие се непредвидливи, имаме моменти каде што не се толку послушни можеби, каде што треба да ги смириме, да најдеме начин како да ги анимираме, сето тоа да биде забавно, интересно и поучно за нив. Така да интересно е секако. Возбудлива е. Што е според вас највозбудливото во оваа представа? Моментот дека јас го откривам на трапникот, на Снешко, тој што ми го украде носот, и тука е најинтересната приказна кога не ќе да признае Зајкото. Имаме многу интересна сцена, интересни реплики и е многу забавно. Тоа е најинтересниот момент. Што е она што научи оваа представа? Дека треба да бидеме другари, да споделуваме, да не сме себични, да даваме, да се дружиме и да не се тепаме, да не се караме меѓу себе. Колку овие вакви детски представи прават поздраво општество? Многу, секако дека од мали нозе се стекнува една секогаш, значи тоа е поидовна една навика каде што децата од мали се учат да следат театар, да следат представи, концерти и така натаму, и од мали нозе се стекнуваат сите тие поучни моменти кои што поднатака во животот значат. До сега и со оваа представа, но и претходно со Куфарко имавте можност да прошетате и низ Македонија, да се запознаете со многу дечиња. Какви се реакциите? Може ли да споделите со нас? Одлични, супер, одлични реакции. Исто Куфарко е представа која што е за голема, да речем, возрастна граница за деца, значи не е за најмладата публика, бидејќи ги запознаваме со градовите низ Македонија и со сите нивни најзначајни природни убавени знаменитости. И интересно е се, исто и таму имаме многу забавни моменти. Зад немирниот натрапник Зајко, кој го прави целиот хаос, се крие ликот на примадоната Ристина Николова. Каква улога има зајчето во оваа представа? Здраво. Значи, зајчето има една улога на, како да кажам, како мало детенце, кое што така и се однесува, мислам, во целата представа. Гладен е, многу е гладен, бидејќи зимата само што поминала и случајно се наоѓа на место каде што доаѓа Лиска, прави снешко, му става еден нос од морков и зајчето побудалува, сака да го земе морковот, го краде, се крие, тука имаме една ситуација на држ, не дај, и така многу интересна. Значи, зајчето е едно мало палаво дете. Така би го нарекла, не знам. Мислам и така треба и да се изигра. Како публиката реагира на Зајко и на тоа што Зајко го прави? За мое големо изненадување и задоволство, многу добро. Значи, дури и постарата публика реагираат многу, значи, смешно име кога паѓам, кога правам некои такви глупости на сцена. Задоволна сум како ја играм улогата. И мислам дека на сите возрастни групи им одговара да ја гледаат. Секој различно си ја доживува. Како вие ја доживувате оваа представа? Па за мене е едно големо освежување, како да кажам, во животот, бидејќи до пред, да речам, една година, нема вакво искуство.
Трајко, режисерот ми предложи, сакаш ли да играш во детски представи? Викам, не знам, никогаш не сум играла во детски представи. И така почнавме со Куферко, па сега со Пролетната. Навистина мислам дека за мене лично представува како една ренесанса во мојот живот и како да речам подмладување дури. Што е она што ви помага да се доближите или спуштите, еве така да се изразам, до најмалите? Ова е интересно прашање. Јас мислам дека малото дете во мене никогаш не порасна. Така да не ми е воопшто тешко да другарувам со најмалата публика. Едноставно моментот кога ќе излезам на сцена и кога ја имам таа интеракција со нив, тоа е мислам дека има 4, 5, 6 години. Така и се осеќам, така и се однесувам. А како се чувствувате пред да застанете на сцена? Веројатно исто така. Се ставам во некое такво расположение, почнувам така да размислувам, да се однесувам и воопшто не ми е тешко. Значи, дури ми е многу полесно него било која друга работа што сум ја работела во животот. Преку Куферко, па сега до Пролетната приказна, се надавам и понатаму други вакви слични проекти. Што е она што зборува вашето искуство, гледајќи најмалата публика низ целата држава, колку ваквите проекти значат за развојот на нашето општество, односно за нашата иднина? Значат многу. Значат многу од проста причина што децата, најмалите, ги учиме пред се да одат во театар. Работиме значи на нивниот културен развој. Самата содржина на представите, особено детските, секогаш гледаме да бидат поучни, значи ги учи на нешто. Мислам дека треба да ги има во многу поголем број од што ги има и сега. Не викам дека ги нема, меѓутоа никогаш не е доста, бидејќи најмалата публика најмногу сака да гледа и да ужива со нас. Судијата во представата е Меца, во улога на оперскиот пејач Борко Биџовски. Како еден оперски пејач се снаоѓа во една детска представа? Па видете, во нашата професија во оперското пеење секогаш има драмски дел, каде што ние преку пеењето можеме да дојдеме и до драмскиот дел со тоа што го изразуваме на сцена не само тој пеачката страна, туку и глумачката страна. Према тоа во детските представи мислам дека нема многу голема разлика помеѓу операта и детските представи, затоа што и тие барат глума. Сега имаме неколку песнички во оваа пролетна приказна, каде што мислам дека јас не го гледам како различна страна делот оперскиот со представата, драмскиот. Каква е улогата на Меца во Пролетната приказна? Па Меца во оваа приказна е како судија кој исто како едно најсилно животно помеѓу во споредба со зајакот и со риска во ситуација, ова е најсилно животно со тоа што таа го носи судот со нејзината големина и стас. Како реагира публиката на Меца и на тоа што таа, да речеме, има клучна улога во представата? Баш интересно тоа што ме прашате, пошто има различни сега во повеќето градинки каде што настапуваме има различна возраст на деца, на претшколска возраст, каде што сега некои деца не се плашат, некои знаат да почнат одма да плачат кога ќе видат Меца, така да секогаш е различна. Што е она што вам лично ви го донесе оваа представа? Што ве научи? Па на тоа дека треба на голема одговорност да се работи со деца и да се презентира пред нив нешто не е мала работа, одговорна работа. Има преубаво чувство кога се настапува пред деца. Децата се според мене од најискрената публика што може да биде. Тоа. Што ви помогна вас да влезете во оваа улога? Па што ми помогна? Не знам, заедно со колегите работиме на повеќе представи, во однос на тоа се гледаме сите кои како е со распоред, со проби. Слободното време налага по тоа кој што ќе игра во представата и во тоа дали може актерот да ја прилагоди улогата и времето според тоа да научи улогата. Бидејќи се појавувате и во улога во представата Куферко, ете, искуството си овие 2-2,5 години во детски представи, што вели, дали се потребни почесто вакви проекти низ градинките, низ културните центри, дали најмладата публика е жедна за детски представи? Па и тоа зависи од самата представа, значи секогаш представите од едукативен тип се добри за децата, што повеќе од нив толку подобро.
сите представи за деца се представи кои се кратки. На децата не сме да им се одзема премногу внимание, концентрација, таква работа. Така да мислам дека да, треба да има повеќе представи од ваков аспект и децата да се едуцираат на што повеќе начини да учат како е уидни да се оди на театар, како да се однесуваш на театар, како да задржиш концентрацијата повеќе, така. Режисерот Јордановски пред 2 години на сцената ја постави представата Куферко светскиот патник од Македонија, која го осветли патот и потребата за вакви проекти наменети за најмалата публика. Куферко беше проект кој што беше поддржан од Министерството за култура. А процесот во кој што го правевме Куферко беше прилично долг, бидејќи тој самиот како представа беше захтевен и мораше да се исполнат сите тие технички услови за на крајот да дојдеме до таа представа. Така да би рекол дека околу 3 месеци беше подготовката за овој проект. На кој начин ја одбравте актерската екипа, отколку мина е составена и како се одвиваат тие проби? Видете, самиот текст си налага авторот текстот што го пишуваше Симона, која што го напиша текстот, така да во текстот постојат 5 актери, што значи тоа беа 5 лица кои што требаше да ги изберам. Во принцип во екипата се луѓе од Македонската опера и балет, така да беа мои млади колеги за кои што сматрав дека може да ги исполнат условите за да ги играат ликовите кои што ги представуваат во оваа представа. Како режисер за детски представи, веднаш би ве прашала каков е теретот за создавање на еден ваков медиум за најмалата публика, дали е потешко од создавањето на представа за возрастни? Па не би можел така груба поделба да направам дали кога правите представа за деца или за возрастни, дали едното е потешко или едното е полесно, затоа што секоја планина си има своја тежина. Би рекол дека кога работам за деца е малку поинтересно, бидејќи тематиките кои што ги одбираме се повесели, поведри. Кога правиме за децата, гледаме да биде тоа весело, да биде со песнички, со игра, така да тоа е доста интересно и доста забавно. Од еден друг аспект, јас сум имал прилика да работам, нормално работам во операта со колеги кои што се возрастни луѓе професионалци, имав прилика да работам и со деца. Таа разлика кога работите со дечиња или кога тоа се возрастни луѓе, тука ќе ви кажам дека тежината е поголема кога работите со помали деца. Тие се толку динамични, толку захтевни, сите си имат некои своји визии и треба некако да дојдете да слезете на нивното ниво за да може да имате корелација некаква, да имате однос со нив. Така да сепак би кажал дека со дечиња е потешко да се работи, а не представите кои што ги правиме за дечиња. Баш напротив, би рекол дека представите за деца се полесни и поинтересни за работа. Споменувате дека има музички делови, значи тоа е на некој начин на еден вид на мюзикл со представа? Па горе-долу би рекол дека е така, бидејќи јас сум во основа музичар. Гледам детските представи да бидат богати со песни, ајде да кажеме, со музички делови, затоа што сметрам и она искуството го покажа каде што ги имаме тие представи, дека децата најмногу се забавуваат токму таму каде што има игра и песна. Кажете ми како е вашето чувство пред секое представување пред најмалата публика, пред секоја представа, како вие се чувствувате? Возбудата постои, значи дали представата сме играле 10 или 100 пати, таа возбуда постои. Ова прашање можеби е најзгодно да го поставите на актерите, бидејќи тие се на сцената, тие се директно пред децата, и мислам дека тие ќе го дадат најточниот одговор каква е возбудата или што се случува во меѓувреме. Јас бидејќи го водам техничкиот дел, јас се грижам за тоа да не случајно погрешат некоја реплика, бидејќи музичките делови се поврзани точно со некои зборови или со некоја фраза каде што јас треба да го пуштам, да ја пуштам таа номера музичка. Значи мојот стрес е во однос на изведувачите, не во однос на овие дечиња кои што дошле да ја гледат представата. Во неколку наврати ги споменуваме песните кои што се во делот Куферко. Тоа значи ли дека на крајот публиката ги пее песните? Се наметнува? Апсолутно. Ние сега имавме представа во Штип, во саботата, во театарот. Така да сите дечиња беа качени на сцената, ние имаме некои снимени видеоматеријали доколку може да ги представите во емисијата. Самите гледачи ќе видат дека сите дечиња се горе на сцената. За нив е многу интересно да се сликаат со актерите, бидејќи тие во случајот се зајче, мечка, лисица, па имате таму некои елкички, некои кукички за мечката која што е една печурка прекрасна и тие сакаат и вратата да ја отварат, да влегуваат, да излегуваат, така да е многу забавно. Мислам, многу интересно. Какви беа вашите очекувања за Куферко конкретно? Пред да се појави во јавноста, дали се задоволени или можеби надминати? Значи, Куферко е една прекрасна представа,
една многу тешка и многу сериозна представа, затоа што и затоа толку долго време ја подготвувавме, така да таа ни го отвори патот во Македонија. Еве да кажам, откако Куферко ја дадовме првата представа, премиерата, веќе почна да се јавуваат од домовите низ републиката, така да бевме гости во Штип, бевме во Куманово, бевме во Гевгелија, бевме во Неготино, така да бевме во неколку градови и сега уште, да речеме, Куферко веќе трета година играме, што значи дека таа интерес не е актуелна. Исто така Куферко игравме по градинките. Се имаше една интересна работа. Куферко беше создадена за една целна група која што е рецимо, да кажеме од 4 до 8 деление. Меѓутоа свативме дека таа сама по себе е интересна да ја дадеме и по градинките, што значеше треба да претрпи промени, односно нивото да го спуштиме на нивото на дечиња од 2 до 6 години. Така да имаше еден процес на реорганизација и тоа беше малку тежок процес, бидејќи нели од деца кои што правени по возрастни, веќе кои што се во школа за деца во градинка, меѓутоа и таа операција, да кажам, ја направивме успешно, така да и децата во градинките уживаа во представата. Работите паралелно на уште една представа, се работи за пролетната приказна. Шумскиот суд реши дека Лиска сгреши. Ајде да ве прашам и за оваа представа, за која возраст е намената? Искуството што го имавме од Куферко, бидејќи бевме фокусирани за помалите дечиња, за помала целна група. Оваа представа беше точно направена за дечињата од градинката, евентуално за школите од 1 до 4 оделение, евентуално до 5 оделение. Така да таа е направена за помалата генерација и навистина децата ја прифатија. Ние веќе игравме во градинки во центарот, веќе сме договорени во Кисела вода, во Карпош и полека во Ново Лисиче. Така да овој период од до крајот на мај, мислам дека ќе ги поминеме градинките во градот. По што е специфична оваа приказна, односно оваа представа, зошто треба да се погледне? Оваа представа, како што кажав и уште кога почнавме со разговорот, е доста забавна, доста интересна. Приказната е интересна и тука имаме пораки кои што за децата се интересни. Например, децата да бидат добри другари, дека не треба да се издавате, дека ако дадете на некого збор, дека не треба да го погазите зборот. Потоа имаме еколошки пораки кај што кажуваме што треба, што не треба да правиме. Знаете дека тоа е актуелен проблем, светски проблем, за кој што сматраме дека ние како режисери, како актери треба да придонесуваме за подобрување на таа еколошка состојба која што сите знаеме каква е, па поготово овде кај нас на Балканот. Дали во склоп на оваа представа исто така има музички дел? Да, целата исполнета со песни. Така да е многу интересно. Очигледно од Куферко преку пролетната приказна се направи некаков тренд за прошетка низ Македонија, низ градинките, низ културните центри за најмалата публика. Дали ова вам како режисер ќе ви стане тренд и дали токму Куферко ве инспирираше и во иднина да го правите исто? Да, Куферко беше она иницијалната каписта која што решивме ние можеме да правиме вакви интересни представи и продолживме. Интересното е што ние ова година конкуриравме во Министерството за култура и ние веќе добивме два проекти кои што се многу интересни. Едниот ќе треба да се одржи, треба да премиерата да биде, се надеваме кон крајот на јуни месец, а тоа е Пети еко, која што е чисто еколошка приказна, која што исто така ќе биде за најмалите. Баш она што кажавме од градинките, меѓутоа не значи дека нема да биде и за повозрастните дечиња од осмолетките, бидејќи тука пораките ќе бидат еколошки, значи пак се бавиме со екологија и исто така ќе биде исполнета со многу интересни забавни песнички кои што сите ќе сакаат да ги пеат. А другата? Другата е продолжение на Куферко, што значи ова е Куферко светскиот патник од Македонија, а другата ќе биде доживувањата на Куферко, што значи сосема една нова приказна, меѓутоа Куферко повторно е главниот лик и таа ќе треба некаде да се одржи кон крајот на октомври, почетокот на ноември месец, доколку сите нешто идат онака како што очекуваме дека ќе треба да одат. А ова што го држите во раката е? А ова што го држиме е Ајварко, Кифи и Мистер Хамбургер. Ова е книга која што победи на конкурсот, кој што го распиша театарот во Штип и ова е ова е детска пиеса на Огнен Неделковски и честа да направам представа од оваа пиеса, ја добив јас на понуда од директорот Горан од Штип. Така да оваа представа треба да доживее на премиера на 18 април во театарот во Штип.
и се надеваме дека многу скоро таа ќе биде изведена можеби во македонскиот театар, можеби во операта на големата сцена, бидејќи е многу интересна, многу модерна, можам да кажам. И предлагам сите оние кои што кога ќе биде веќе готова представата и кога ќе го видат насловот на оваа представа, верувам дека треба да дојдат и да ја посетат. И за самиот крај би ја прашала зошто е важна детската представа да се гледа, што всушност и како влијае една детска представа врз развојот на децата? Она што го спомнавме пред малку, освен забавниот дел, сегмент во представите кои ги правиме, првата, главната цел ни е едукација на децата. Што значи треба да им дадеме насоки за она како треба да се однесуваат и за сите оние нешто што треба да ги знаат, точно она што го прават и самите татковци и мајки. Така да и ние од една страна, како родители, се трудиме да ги научиме на некои интересни работи, исто така да направиме да ја засакаат уметноста, па и некои од нив можеби во животот да се одлучат да бидат исто така уметници како што сме ние. И низ оваа наша културна прошетка, одново потврдивме дека детските представи се еден двигател за подобри идни генерации. Затоа посакуваме побогат репертоар и погласен аплауз.